Течат последните подготовки за реализација на 39-тото издание на фестивалот Макфест во Штип и годинава на сцената во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип ќе се представат над 20 изведувачи во двете фестивалски вечери, односно во петок и сабота. Композициите ќе бидат проследени со оркестар во живо. Штип ќе биде повторно центарот на македонската забавна музика овој викенд. Очекуваме многу гости, одлична забава, одлични композиции кои што ќе бидат презентирани на овогодинешниот Макфест. Она кое што сакам да го споделам е дека оваа година повторно композициите ќе бидат проследени со оркестар во живо. Морам да напоменам исто така дека она кое што го имавме во годините наназад како недоразбирање и минимална поддршка од страна на Министерството за култура, дека веќе од годинава имаме одредени поместувања во позитивна насока. Рекордниот број пријавени песни за учество на фестивалот само ја потврдува се поголемата заинтересираност како кај естрадата, така и кај јавноста. Предпоставам дека го направивме најдобриот избор од песни. Оваа година имавме навистина за последните години рекорден број на пријавени песни на фестивалот. Преквани кога почнавме во оваа постава, имаше помалку од 15 песни пријавени на конкурсот, тоа имаше 56, оваа година има 76-7 песни. Интересот е и кај естрадата и кај јавноста се поголем, тоа се осеќа во воздухот едноставно. Деновиве се поставува и сцената и се очекува масовна посетеност на фестивалот Макфест. И оваа година ќе биде без награди, а ќе се представат познати имиња од македонската естрада. Деновиве интензивно се поставува сцената и сценографијата, која што претходно беше дизајнирана од стручни лица. Очекуваме еден добар, масовно посетен фестивал. Очекуваме недела на Макфест во Штип. Штип ќе живее во изминатите хитови од Макфест и рефрените, а се надеваме по завршувањето на овогодинешното 39-то издание на Макфест ќе македонската забавна сцена ќе биде побогата за уште минимум 20 на такви хитови. Целта е да се негува фестивалот и да остане на идните генерации. На таков начин се добиваат нови мелодии, нови песни и нови имиња на музичката естрада. Тоа ме радува и тоа беше целта да сепак фестивалот ќе остане на идните генерации и они треба да го негуваат како што и ние сме го негувале. И затоа моравме се повеќе и повеќе да инволвираме и нови имиња, и нови автори и да направиме една свежина. Задоволен сум како иде, секогаш нели може подобро, се трудиме секоја година подобро и подобро, иако ни се ограничен бројот на автори и на изведувачи на нашата естрада, тие се тие, што сите ги знаеме, но понекогаш мораме и ние да им даваме на поддршка да направат подобра песна и подобра за да разберат колку тоа значи на македонската естрада, дека не е само обичен фестивал, него е бренд кој е дупло постар од овие изведувачи што ќе ги видиме. Министерството за култура за Макфест издвои 1 милион динари, а останатите 5 милиони се од општината и општествено одговорни фирми.